Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Драги гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Ја започнуваме нашата утринска програма, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав сите вас кои се вклучивте и ви благодариме на поздравите што ги упативте на нашиот чат, така да ние ви возвраќаме и ви посакуваме убав ден и секој добро од Господа. На почетокот да ги проследиме сервисните информации, реков денеска е понеделник, 20 март 2023 година или 79-тиот ден во оваа тековна година. Сонцето утрово изгреа во 5 часот и 34 минути, а истото ќе зајде во 17 часот и 41 минута, барем овде во Тиквешијата. Веќе настапува пролета, вечерва во 22 часот и 24 минути ќе влеземе во најубавото годишно време во пролета. Па и самите температури ни укажуваат дека полека зимата ја оставаме позади нас, а пред нас е најубавото годишно време пролета. Еве денешните температури, утринските температури беа се уште ниски овде во Македонија, но дневните ќе бидат релативно високи за овој дел од годината. Утрово во западните делови на нашата земја температурите се движат од 0 до 13, ќе се движат во Дебарскиот регион. Во Скопскиот регион беше минус, односно 1 до 19, Команово од 2 до 18, во Беровскиот регион беше најстуден утрово минус 3, а дневната ќе се искачи до 17 степен. Во Кавадарци 8 на плюс 2, сега моментално е 4, а ќе биде до 20. Најтопло секако ќе биде во Гевгелискиот регион од плюс 3 до плюс 21 степен, во Пелагонија од 1 до 19 и во Охридскиот регион од 4 до 17 степени. Сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност и со слаб јужен ветер. Тоа е прогнозата за денеска. За утре ќе биде слична, односно малце ќе имаме промена на времето, значи дневните ќе бидат, утринските ќе бидат повисоки температури, дневните ќе бидат пониски, но затоа ни се најавува и врнежи од дожд. Така да утре очекувајте врнежи од дожд, особено попладне и во вечерните часови, кога на места ќе биде дождот пообилен. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Во Скопје претежно облачно со повремени врнежи од дожд, кои ќе бидат пообилни кон крајот на денот и во вечерните часови. Значи, тоа е прогнозата, драги гледачи, за денеска и за утре, но и во следните денови се најавуваат високи температури, значи утре ќе биде тоа само еден ден, но потоа ќе се вратиме повторно на високите температури од 20 па до 23, тамо некаде на 24 март. Значи ќе имаме пролетни веќе температури, затоа што веќе и званично ќе влеземе во месецот, односно во најубавото годишно време во пролет. Да се подсетиме за информациите кои ни ги дава Автомотосојузот на Македонија. Тие јавуваат дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема никакви или подолги задржувања. Кога ги гледаме камерите кои се поставени на граничните премини, навистина нема никаков застој. Еве во Гевгелија е сончево, нема никакви автомобили, ниту камиони на преминот, потоа
prema bugarskата граница на Деве-Бајер имаме неколку камиони, но тоа е незначително. Према Србија, Табановце, исто неколку автомобили кои чекат за влез во нашата земја, а за излез скоро и да нема. Према Косово, граничниот премин Блаце, исто така има неколку автомобили за излез, но за влез скоро и да нема никаква гужва. Така да ако планирате да заминете од нашата земја, слободно тоа може да го направите без никакви ограничувања. Да се подсетиме на денешниот ден што се случило во минатото, значи на 20 март, еве регистрирани се многу настани, јас само ќе ви пренесам дел од овие настани кои историјата ги забележала. На денешниот ден, значи 20 март, 43 година пред нашата ера, роден е Публи Овиди Насон, еден од најталентираните римски поети, пријател на Вергили и Хораци. Во своите исклучително музичко творештво, тој најмногу внимание посветил на љубовта. Неговите дела се одликувале со фантазија, со психолошко забележување, со духовитост и хумор. Умрел во 70-та година на новата ера. Добро, водиме понатаму. 1890 година Вилхелм II го сменил германскиот железен канцелар Ото фон Бисмарк. На денешен ден, 1915 година, роден е рускиот клавирист од германско потекло Свајстослав Теофилович Рихтер, најзначајниот пианист во 20 век. 1930 година на денешен ден германските нацисти во Дахау го отвориле првиот концентрационен логор. Значи тоа се случило на самиот почеток од Втората светска војна, некаде во 1933 година. Во 1934 година во Софија умрел Ѓакон Евстахи, македонски револуционер. Покрај другото водел борба против великогрчките, великобугарските и великосрпските чети во Македонија. Роден бил во селото Нестрам, Косторско, во 1873 година. Во 1922 година во Скопје бил формиран Македонскиот олимписки комитет, за председател бил избран Васил Тупурковски. Во 1996 година во Скопје во издание на приватното предпријатие Круг излегол првиот број на дневниот весник Дневник. Нежалост, денеска тој веќе весник не постои, е укинат. Еве уште една информација. Во 2001 година на денешен ден најголемата нафтена платформа во светот за само неколку минути потонала спроти бразилскиот брег 5 дена по силната експлозија во која загинале 11 луѓе. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервисни информации во ова наша утринска програма. Продолжуваме сега со песна, потоа повторно се враќаме во живо во нашата програма. Tišini noćnoj ljutam ja, srce mi čezne i traži spas. Tada Isusova reč mi hrabri ja znam, s njime sam ja, ne plašim se, ja nisam sam, da ja nisam ostavljen sam, nikada sam. Srce je našlo mir i njegov sam. Suze moje briše sve, strah i briga nestaje. Ja nisam ostavljen sam, nikada sam. Možda ti si oslomljen i lutaš sam. Vrati se Hristu, on čeka te.
Priznaj njemu grehe sve, ne plaši se. On vodit će sam život tvoj do pobede. Da ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Srce je našlo mir i njegov si. Suze tvoje briše sve, strah i briga nestaje. Ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Da ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Srce je našlo mir i njegov si. Suze tvoje briše sve, strah i briga nestaje. Ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Ti nisi ostavljen sam, nikada sam. Продолжуваме со нашата програма, почнемо гледачи, следува рубриката Капки на мудроста и читање делови од Светото писмо. Ово утро одбрав 4-5 капки на мудроста и сакам да ги споделам со сите вас. Совршената правда во човечки раце ќе стане неправда. Неумните луѓе многу зборуваат. Умните луѓе зборуваат повеќе со молчење. Богати се оние кои имаат многу пари. Најбогати се оние кои имаат голем мир. Што е најубаво на светот? Вистината. Тотално среќа нема. Несрекни се оние што тоа не го знаат. Рака што дава секогаш е над она што прима. Христијанин не е тој што трча пред Христос, туку тој што оди по него. Еве тоа неколку капки на мудроста беа, почитувани гледачи, верувам се поучливи и ќе ни користат во нашиот живот. Наред е да го прочитаме псалом под број 50. Значи, во наредните неколку минути ќе слушнеме делови од псалмот број 50. Овој псалом не го напишал Давид, иако ги нарекуваме сите псалми Давидови, но овој псалом го напишал Асаф. Мокниот Бог, Господ, говори и ја прозива земјата од исток до запад. Блеска Бог од Сион, совршено красен. Доаѓа нашиот Бог и не молчи. Пред него врви оган што голта, а околу него страотна бура. Ги прозива небото и земјата, за да му суди на својот народ. Соберете ми ги, светите мои, оние кои со мене склучија завет преку жртва. Тогаш небесата ја објавија неговата правда, зашто самиот Бог е судија. Слушај, народе мој, јас ке говорам. Израеле, ке сведочам против тебе, јас сум Бог, твојот Бог. Не те прекорувам поради жртвите твои, поради жртвите паленици, што везден ми се пред очи. Но не ми треба јунец од твоите штали, ниту јарци од твоите стада, зашто сите шумски животни се мои, истоката по многобројните гори. Јас знам секоја птица по планините, мои се сите полски животни, и да изгладнам нема да ти кажам, зашто мој е светот и се што е во него. Зарем јас јадам месо јунешко, зарем пијам крв јарешка? Принесувај му на Бога жртви на благодарност и исполнувај ги своите завети пред Севишниот, па повикај ме во ден на неволја, јас ке те избавам, а ти да ме прославиш. А на безбожникот Бог му порачува, зашто ги набројуваш моите закони и говориш за моите завети. Кога ти ги мразиш моите поуки и зад грб ги фрлаш моите зборови, кога среќаваш крадец, со него се здружуваш
и за судбината се врзуваш. Својата уста ја користиш за злоба, а јазикот ти плете измама. Својот брат јавно го зборуваш, синот на својата мајка го клеветиш. Сето ова го правеше ти, а јас молчев, па ти си помисли дека јас сум ист како тебе, но јас ке те укорам и в лице ке те обвинам. Сватете го тоа вие кои на Бога заборавате, да не ве растрагнам на парчења, зашто неки има кој да ве избави. Тој што со благодарност принесува жртва, навистина ме почитува, тој патот го приготвува за да му го покажам Божето спасение. Еве тоа беа зборовите на Псалом број 50, напишан од раката на Асав. Како е да е, тој овде употребува тешки зборови, ја опишува состојбата на времето во кое тој живеел, на еден начин ги прекорува луѓето, ги подсетува на Господа дека може да носиме јунци и јарци, жртви да правиме пред Господа, но на крајот тој заклучува, тој што со благодарност принесува жртва. Навистина ме почитува, тој патот го приготвува за да му го покажам Божето спасение. Денеска не треба да носиме ние жртви пред Бога. Жртва е нашето срце, нашето битие, самите нас, да му се посветиме на Господа. Нека навистина сите нас Господ не благослови, почитувани гледачи, и во овој ден кој веќе полека го трошиме, нека Божето око не чува, односно бде над нас и над нашите семејства. Продолжуваме повторно со песна. Bože moj, uči me da se molam, da go živeam zakonot tvoj. Mesto gordost ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide tvoj dom. Moj to srce da bide tvoj dom. Duhot tvoj sveti neka je tuka, so mene se kogažda je tvoj. Tvoj to ime da večno go slavam i cel život za tebe da pejam, život cel za tebe da pejam. Da bližnijot svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, deka život svoj davam za tebe, život svoj davam jas za tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe, život svoj davam jas za tebe.
Evo nepovtorno во програма, почнува гледачи, вие следите утринската програма Добро утро на Радио Гласна надежда. Ви благодарам на сите поздрави кои ги напишавте овде на нашиот чат и ние ви возвраќаме со најубави мисли за овој ден. Имаме гледачи, значи, најмногу од Македонија, потим имаме и од Србија, од Германија, од Босна, Херцеговина, имаме и од други земји од светот, така да сите сте поздравени и добре дојдени во нашата утринска програма. Секако ова емисија се снима, се поставува на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, каде што може да ги погледнете сите останати досегашни одржани емисии. Следува рубриката Вести од светот. Денешните вести ни доаѓаат од Бразил. Насловот е Прекрасната карпа, а ќе ни ги раскаже Жакелина. Така се вика личноста, жената која ќе ни ги раскаже овие вести, јас ќе ви ги пренесам. Градот Итапаси во централен Бразил се наоѓа покрај река и го носи називот Прекрасната карпа. Постои добра причина поради која Итапаси го носи тоа име. Градот се наоѓа во тропска област во која има богати наоѓалишта на разновидни минерали. Рударите ја копат кристалната руда мика, која се употребува за козметичката индустрија. Исто така има и наоѓалишта на злато. Со прекрасните кристали на злато, односно на сјајното злато, градот со право се нарекува Прекрасната карпа на Бразил. Меѓутоа, не било се така идеално во животот на Жакелина, која е една од 18.500 жители на овој град. Многобројните лични проблеми го исполнувале низиниот живот, а таа не знаела каде да се заврати и како да се справи со своите секојдневни проблеми. Во тоа време низината пријателка Марија Рита ја повикала на состанок на кој се собирале група жени во христијанската адвентистичка црква. На Жакелина многу и се допаднало ваквото собирање, така што почнала да доаѓа на сите состаноци секој вторник. Таа дознала дека во црквата се одржуваат и други состаноци и набрзо почнала да доаѓа на сите собирање во текот на седмицата. Тоа било нешто сосема ново во низиниот живот. Иако била воспитувана во христијанско семејство, во суштина таа не го познавала Бога. Била крстена како мало девојче во црквата што ја посетувала низината фамилија. Подосна таму учествувала на првиот обред на причестување. Во својата црква одела секоја недела, но низиното срце било празно. Не го чувствувала Божето присуство во својот живот. Ретко ја читала Библијата, ниту пак размислувала за стиховите кои биле запишани во неа. Низината пријателка Марија Рита, која пораснала во адвентистичкото семејство, била воодушевена што Жакелина почнала да доаѓа на црковните часови, односно на црковните активности 4 пати во текот на седмицата. Овие две девојки почнале да разговарат за Бога. Марија Рита во една прилика ја запрашала Жакелина што мисли за саботата и за состојбата на мртвите. Жакелина никогаш порано не ја читала Библијата, не ги читала библиските текстови кои зборуваат за саботата и за состојбата на мртвите, и сега станала љубопитна и сакала да има повеќе информации за овие теми. Почнала самостојно да ја проучува Библијата, барајќи ја вистината каква што Бог ја открил во Светото писмо. Почнала да размислува за стиховите од Библијата. Кога Марија Рита и понудила да ја проучува заедно со неа Библијата, таа со драга волја прифатила таа понуда. Била фасцинирана од сознанието дека Бог ги нагласил принципите за добро здравје во Библијата. Кога Божјата реч почнала да дејствува во низиното срце, таа била особено восхитена од здравствената порака. Со универзитетска диплома како нутриционист, кога согледала дека адвентистичката црква ја нагласува важноста на квалитетната исхрана и здравите животни навики, таа почувствувала дека Бог ја повикува да се приклучи кон адвентистичката црква.
Библиските проучувања не биле секогаш толку едноставни. Понекогаш Жакелина не била подготвена да ги прифати новите вистини, но продолжила да се моли и да ја проучава Библијата. Во текот на времето во неа се развила желба целосно да му го предаде својот живот на Исуса Христа. Ја завршила серијата на основните библиски вистини што ги проучувала со својата пријателка. Набрзо започнала нова серија на Откровението. Во оваа библиска книга читала за уште пубаво место од низиното Итапаси. Читала за новиот Ерусалим. Тогаш јас и Јован го видов светиот град, новиот Ерусалим, како слегов од небото од Бога стокмен како невеста, која е украсена за својот маж. Читала во Откровение 21 глава, 2 стих. Основите на градскиот зид беа украсени со секако вид скапоцени камења. Првата основа е од јаспис, втората сафир, третата халкидон, четвртата смарагд, петата сардоникс, шестата сард, седмата хрисолит, осмата вирил, деветата топас, десетата хрисопрас, 11-тата хиацинк и 12-тата аметист. Тоа го пише во Откровение 21 глава 19 и 20 стих. Низиниот зид беше изграден од јаспис, а градот од чисто злато како чисто стакло. Го прочитала и Христовото ветување. Кој има уво, нека чуе што зборува Духот на црквите. На оној кој победува ќе му дадам од скрената мана, ќе му дадам и бел камен и на каменот напишано ново име, што никој не го знае, освен оној кој го добива. Откровение 2 глава 17 стих. Жакелина била подготвена за крштевање. Денеска таа блеска со Христовата љубов во низиниот град. Таа се моли Бог преку неа да дејствува на низиниот сопруг и нивната керка да го запознат Исуса и да тргнат кон новиот Ерусалим, прекрасната карпа на универзумот. Благодарна сум на Бога што внесе прекрасни луѓе во мојот живот и ја знам дека сите работи се усогласени и одат во добар правец, бидејќи Бог има план за мојот живот, изјавила таа. Му благодарам на Бога за тоа што сум и за се што имам. Му благодарам што многу ме сака, иако не го заслужувам тоа. Сакам да растам и да напредувам во Христа. Тој да ме употреби уште многумина да доведам кај него. Со длабока благодарност заклучува Жакелина. Наистина прекрасно, убаво искуство, почитувани гледачи, нова млада личност која на еден чуден начин го запознала Бога. Денеска стотици, милиони луѓе се обраќаат во светот, па и во нашата земја, во нашата мисија, во Македонија. Има искрени луѓе, искрени жени и мажи кои го сакат Господа. Може би се уште срцата им се затворени, се уште живеат во некоја традиција, во некои обичаи локални, меѓутоа време е да излеземе од тие рамки во кои можеби сме растеле без Бога, можеби нашите родители не го знаеле Бога, не го познавали Исуса Христа. Еве и преку оваа емисија сакаме да допреме до вас, почитувани гледачи, да го насочите Исуса Христа. Побарајте адвентистичката црква во вашето место. Ако нема, во соседниот град, пишете ни на нашата адреса. Ние ќе ве поврзиме со луѓе кои можат со вас етапно да ги проучуваат основните вистини на Светото писмо. Потребни се учители секако за да се совладат тие првите основните работи во Библијата. Потоа сами ќе истражувате, сами ќе откривате големи работи во Библијата, зашто Духот Свети ќе ви помогне да можете на вистина на време да се престроите на оној вистински пат. А патот е Исус Христос. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Нема друг пат, освен Исуса, до новиот Ерусалим, како Жаклина што го открила, благодарејќи на Светото писмо, го открила тој нов Ерусалим и се моли и сопругот и децата и сите да се упатат заедно во пресред, во средба на Исуса Христа, кој наскоро ќе дојде на оваа планета. Одеме сега повторно со песна, почитувани гледачи.
мушките сме силни, трчаме побрзо. Ние девојчињата, полека нам паметно. Ние риби ловиме, Ние колачи правиме. зар пак ли ќе се караме? А за топка сме ние, прави мајстори. Но за скок преку јаже, баш сме повешти. По-добро играме шах. Баш ни е крижа за шах. Вистинска војна настана. Зошто се карате и се расправате и не баш за попава? По разновидноста се крие вредноста, богатството на сите нас. Сите ние, момче и девојче, имаме разни Божи дарови, сложно со љубов да ги делиме, со тоа Бога ние го славиме. Ај на кров или дрво да се качуваме, Не, ајде модели и доктори да бидеме. тоа ни е предосадно. А за нас пак преопасно. Никако да се сложиме. А на велосипед вие толку смешни сте. Но со ластик да играте, ич не знаете. Поубаво глеј цртаме. Баш сакаме да видиме. Од кога ли ќе престане? Зошто се карате и се расправате и не база попалва? Во разновидноста се крие вредноста, богатството на сите нас. Сите ние, момче и девојче, имаме разни Божи дарови, сложно со љубов да ги делиме, со тоа Бога ние го славиме. Почнемо гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежта. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Следува рубриката Кратка порака од Библијата. Насловот е Дали простувањето има граници. Пораката ќе ни ја пренесе пастор Михајло Горев, меѓутоа сакам на почетокот пред да ја пуштиме ова неговиот говор, во времето на израелците, на евреите, тие си поставувале прашање колку пати да им простиме на луѓето. Во една прилика Исус разговарал со Петар и Петар рекол 3 пати, бидејќи во нивно време до 3 пати простувале. Меѓутоа Исус им вели: Петре, повторно брзаш. И му кажува на позната изрека 7 пута 70 и така натаму. Дали навистина простувањето има граници? Дали мајките, татковците на децата им простуваат до 3 пати, до 5 пати и повеќе не? Ајде да слушнеме сега пораката на пастор Михајло Горев. Дали ви биле подготвени да му простите на човек кој ве навредил или ви направил нешто многу лошо? Со ова прашање секојдневно се соочуваат многу луѓе. Што е всушност простувањето? Простувањето е одлука да ја отфрлиме огорченоста и мислата за одмазда. Бидејќи простувањето е прашање на одлука, оваа вештина треба сите ние да ја развиваме. Од друга страна, простувањето не значи да се негира одговорноста на другата личност за нанесената навреда, ниту пак значи да се оправда нанесеното зло. Исто така, простувањето не значи заборавање на болните искуства, ниту отфрлање и намалување на фактот дека сме повредени.
Тоа не значи ниту нужно согласување со личноста која ве навредила. Ова се основните страни на простувањето кои треба да ги разбереме додека простуваме и додека ни се простува. Понекогаш сакаме да поставиме граници за простувањето, како што сакал и апостол Петар. Но Исус Христос вели дека простувањето треба да биде неограничено. Со тоа не сакаме да кажеме дека себе си треба да се доведеме во ситуација во која можеме постојано да бидеме навредувани. Туку дека треба да покажуваме став на простување. Библијата силно не охрабрува да го пременуваме простувањето во својот живот и ни дава добри совети како да се справиме со негативните, токсични емоции кои не трујат, а се поврзани со непростувањето. Читањето на Библијата ќе ви помогне да изградите правилен став во однос на ова прашање. Простувањето е начин на постапување кој менува се во поширока смисла. Затоа можеме да заклучиме дека примената на простувањето може да биде нашиот најголем придонес за зацелувањето на светот. Од друга страна, од простувањето корист имаме и самите ние. Кога човекот е навреден, кај него се појавува гнев, омраза, огорченост, критикување, лутина, вознемиреност, песимизам, страв, агресивност, депресија. Тоа се токсични чувства што не трујат нас самите. Библијата ни дава добар совет во овој правец. Понатаму, браќа мои, на она што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, на она што е добродетел, што е за пофалба. Само на тоа мислете. Запишано во Филипјаните, 4 глава, 8 стих. Науката ги потврдува придобивките од примената на простувањето во секојдневниот живот. Според медицинските истражувања, бенефитите од простувањето се следните. Помал број на срцеви очекувања и понизок крвен притисок. Полесно ослободување од стресот и вознемиреноста. Намалување на употребата на лекови. Подобрување на квалитетот на сонот и намалување на чувството на умор. Намалување на депресијата. Поголема духовна и психичка благосостојба. Истражувањата покажуваат дека простувањето го подобрува физичкото и психичкото здравје, дури и во најтешките случаи на навреда. Не чекајте, делувајте, направајте го првиот чекор и простете. Подготвеноста да се преземе првиот чекор ја намалува огорченоста и го подобрува вашето душевно здравје, вели доктор Роберт Енрайт, писател на книгата Простувањето е избор. Ако покажете сочувство кон личноста која ве навредила, ќе се подобри вашето физичко здравје и ќе станете духовно и психички посилни. Секогаш вреди да се послушаат и применат советите на Библијата. И науката зборува за бенефитите од почитувањето на библиските совети. Читајте ја Библијата и преминувајте ги незините совети во вашиот живот.
Среде темнината на незнабоштвото, секогаш свети Божја светлина. Додека овие мудреци го проучувале звезденото небо и се обидувале да проникнат во тајната на неговите сјајни патеки, ја гледале светлината на Творецот. Барајки појасно сознание, се свртеле кон еврејските свети списи. Во нивната земја се чувале пророчки списи што го преткажувале доаѓањето на божествениот учител. Валам им припаѓал на магиите, иако едно време бил Божи пророк. Со Светиот Дух тој преткажал благосостојба во Израел и појавување на Месија. А неговите пророштва се пренесувале со преданија од столетие во столетие. Меѓутоа, во Стариот Завет многу појасно е откриено доаѓањето на Спасителот. Мудреците со радост утврдиле дека неговото доаѓање е близу и дека земјата ќе се наполни со познавање на славата Господова. Таа ноќ, кога Божјата слава ги осветлила витлеемските ридчиња, мудреците виделе таинствена светлина на небото. Кога светлината исчезнала, се појавила сјајна звезда која полека се движела по небото. Тоа не била никаква звезда, недвижница, ниту некоја планета. Па оваа природна појава разбудила мощне живо интересирање. Таа звезда всушност била оддалечена група сјајни ангели, но мудреците тоа не го знаеле. Сепак биле уверени дека оваа звезда има посебно значење за нив. Тие се советувале со свештениците и филозофите и ги пребарувале книгите на старите записи. Валамовото пророштво објавило: од Јакова излегува звезда, од Израел се подига палка. Дали е можно оваа непозната звезда да биде пратена како вестник за ветениот? Мудреците се израдувале за светлината на вистината пратена од небото. Сега таа се излевала врз нив со своите сјајни зраци. На сон примиле порака да одат и да го побараат новородениот цар. Давам на дар, биди тука, остани. Еве доаѓам јас кај тебе, душава, цело срце ти го давам на дар, биди тука, остани. До крај остани. И пак по кој пат талкаво ноќта слушав
ti go davam na dar, bidi tuka, ostani. Eve doajam ja skaj tebe, dušava, celo srce ti go davam na dar, bidi tuka, ostani. Do kraj ostani, do kraj ostani. שוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי, אתה שם איתי, do kraj ostani. Продолжуваме со нашата програма. Почитаме гледачи, ја следите утринската програма Добро утро на радио Глас на надежда. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав до гледачите во Австралија. Еве имаме гледачи значи и во Австралија, таму сега веќе нов ден, бидејќи тие се понапред од нас, но како да е, сите сме добродојдени во нашата и ваша утринска програма. Во наредните неколку минути, а и во наредните емисии, почитувани гледачи, сакам малку да повеќе зборуваме за Библијата, за Светото писмо. Ние постојано ја рекламираме ова книга, ја нудиме и бесплатно, значи на македонски, сите кои сакате да имате може да ја добиете. Меѓутоа, ајде малку да се позабавиме со Светото писмо. Во секоја емисија ќе ви кажувам, ќе ви раскажувам по неколку кратки искуства. Еве на почетокот во Лос Анџелес живел еден човек, дрводелец, кој 2 години работел до доцна во ноќта за да направи Библија. Значи Библија од дрво, не од хартија, од кожа, од папирус, како што во минатото Библијата била печатена или пишувана. Еве овој човек сакал да направи дрвена Библија. Секој лист бил изработен од тенко дрво во висина од 1 метар, на кое биле втиснати или запишани букви. Книгата има 8048 страници, тежи 547 килограми, а дебела е 2,5 метри. Може би, еве како скоро нашето студио. Замислете, Библија голема направена од дрво. Може би не сте слушнале, но еве постои таква Библија во Лос Анџелес. Зошто Библијата е толку привлична кај луѓето, почитувани гледачи? Библијата пишувале некаде околу 40 луѓе, кои живееле во долг временски период, а меѓу себе не се познавале. Значи, 1500 години пред Христа и 100 години после Христа. Последниот писател на Библијата бил Јован Богослов, Исусовиот најмлад ученик, бидејќи тој живел најдолго, некаде околу 100 година тој починал, но напишал навистина прекрасни делови од Новиот Завет, книгата Откровение и трите, прва, втора и трета посланица на Јована и Евангелието според Јован. Значи, напишал 5 книги, би рекле. Ја пишувале, значи, околу 40 писатели. Стотици луѓе ја преведувале во текот на човечката историја. Илјадници луѓе ја печателе, а милиони и милиарди луѓе денеска ја читаат. Еве, да се подсетиме кога живел Мартин Лутер. Во 1534 година ја објавил својата германска Библија и во оптек во тоа време имало некаде околу 15 преводи. Претежно Библијата била преведена на латински јазик, што многу луѓе не знаеле
latinski jazik да читаат и не можеле да ја проучуваат. Но тој ја превел на народен германски јазик. Во 1600 година имало некаде околу 40 преводи, а во 1700 година 52 преводи. После тоа во Европа се формирале многу мисионерски друштва. Мисионерите кои тие друштва ги праќале во светот да го објавуваат Евангелието, сакале да имаат Библијата на јазикот на локалното население. Цела армија лингвисти почнале да се бават со таа тешка работа каква што е преведување на Библијата. Во 1661 година се појавила Библијата на јазикот Нипмук. Тоа е јазик на северноамериканските индијанци. Подосна излегла етиопска Библија, а по неа тамилска Библија за индијците. Во 1744 година и ескимите на Греланд добиле своја Библија. Еден преведувач може својата работа да ја заврши за 3 години, друг некој таа работа ја работи цел живот, затоа што јазикот на кој преведува е тежок и треба најпрво него да го научи, значи локалниот јазик. Нема таков човек на земјата кој ги знаел сите јазици на светот за да ја преведе Библијата. Например, персиски, кинески, санскрит, хинду, исенга, мното, оминене, бруј, баса, понери, хуен и така натаму. Тоа се дијалекти на разни племиња во светот, но еве и тие треба да ја слушнат Божјата порака на својот мајчин јазик. Во 1800 година имало 57 преводи, а во 1900 година биле 567, а 1953 година 1167 јазици, односно преводи на Библијата. А сега веќе ги има преку 2000 преводи. Значи, преку 2000 преводи на Библијата на разни јазици, на разни дијалекти во светот. Секако има и делови од Библијата како Новиот Завет или Евангелијата, така да Библијата зборува дека ќе се проповеда ова Евангелие по целиот свет, на сите јазици, народи и народности, и тогаш ќе дојде крајот. Значи, ова пророштво мора да се исполни. Еве еден краток пример. Писмо од пријател. Некоја принцеза добила за роден ден од својот вереник тркалезен пакет. Го отворила и внатре нашла топовска кугла. Се разочарала, се налутила и ја фрлила црната кугла во ќошето. Но ете, куглата се распукнала и од неа се појавила сребрена кугла. Принцезата веднаш ја грабнала враци и додека ја гледала, видела пукнатина која што ја стиснала така што куглата се отворила и од неа излегла златна кутија. Сега веќе не требало многу, па и кутијата да се отвори. На црн сомот се наоѓал скапоцен прстен на кој блескале дијаманти. Во малото писмо покрај прстенот пишувало од љубов кон тебе. Многумина мислат така. Не ни се допаѓа Библијата. Многу нешта во неа се чудни и неразбирливи, но оној кој ќе се вдлабочи и кој не гледа само површно, тој секој пат одново ќе најде убавини и конечно во сјајна јаснотија ќе му се открие Божјата порака која Библијата ја носи од љубов кон тебе. Еве навистина убав пример, илустрација. Денеска многу луѓе се плашат да имат Библијата во раце. Таа црна Библија, таа е за стари, старомодна е, старовременска и така натаму. Меѓутоа, оние кои ќе откријат вистината во Библијата, кои ќе почнат да ја читат, се заљубуваат, зашто во неа тече љубов од Бога кон нас. Библијата не е само религиозна книга, почитување, туку е и археолошка, историска, здравствена книга. Таа служи како компас за многу археолози кои одат на Блискиот Исток и вршат искупавање во тие
предели на Блискиот Исток и пронаоѓаат многу вредни работи благодарение на страниците на извештаите на Библијата. Таа зборува за многу градови, за многу населби, за многу народи и денеска археолозите тоа го пронаоѓаат на глинени плочки кај што се запишени истите тие места, истите тие настани и тие го споредуваат тоа со извештаите од Библијата и се самите уверени дека Библијата е веродостојна книга. Ние во минатите емисии многу зборувавме за тие докази археолошки која потврдуваат денешната Библија дека е меродавна, дека е веродостојна, дека е Божје писмо упатено до тебе и до мене. Доколку вие сакате да имате Библија, пишете ни, ние ќе ви испратиме бесплатна книга, бесплатен примерок за вас и за вашите роднини или пријатели. Еве толку за Библијата, ќе продолжиме повторно да размислуваме и ќе ви пренесуваме интересни искуства и во наредните емисии. Одеме сега со последна завршна песна, потоа полека ќе се одјавиме од ова наша денешна утринска програма. Еве полека дојдовме до крајот, почитувани гледачи, на ова наша утринска програма. Пред да се одјавиме и да видиме рекламата за дописната библиска школа, би сакал да ви покажам, да ви препорачам една убава книга под наслов Патување во светот на надприродното. Една извонредна книга која ни ги открива делувањето на ѓаволот, на сатаната. Ова е лично искуство на овој писател кој го напишал ова дело Роже Монро.
Повеќе за тоа, еве ви препорачувам да ја набавите. Цената е релативно ефтина, ова книга не е скапа, така да бидете слободни, нарачете, а ние ќе ви испратиме по пошта. Одеме сега да ја видиме рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, почитувани гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна утринска програма. Ни преостанува да ви се заблагодариме за вашето внимание, што не следивте и денеска. Ви поканувам да бидете повторно со нас и во петок, кога ќе продолжиме со нова емисија, со почеток во 9 часот. А до тогаш ви посакуваме убава седмица, благословени денови, искористите ги топлите денови. Рековме, утре ќе има малце преодно наблучување и дожд, но веќе во среда ќе имаме повторно високи температури, пролетни секако, бидејќи навлегуваме веќе во пролета. Секој добро од Господа, ви посакувам убав ден денеска и се гледаме во наредната емисија. А до тогаш, довидување. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.